Ова издание на неделна хроника на Прва Скопска, во која ве потсетуваме за актуелните настани, ке гледате. Во Скопје нема тренд да се изнајмуваат велосипеди како што е во другите европски градови. До 15 септември БЕК нуди бесплатно приклучување во системот за топлинска енергија. Играњето надвор со позитивни ефекти кај детскиот развој. Проектот Изнајми велосипед не најде на добар одзив кај жителите на Скопје. Овој проект за прв пат беше спроведен во Скопје во 2010 година, а граѓаните за прв пат добија можност да изнајмат еден од 120 достапни велосипеди распоредени на 5 локации низ градот. Проектот беше воведен со цел велосипедот да се користи како превозно средство, особено во централното градско подрачје, како и со цел за покревање на јавната свест за промена на навиките на граѓаните за употреба на алтернативни средства за јавен транспорт. Носител на проектот е јавното предпријатие Градски паркинг Скопје и е заедничка соработка со градот Скопје и Сдруженијето на граѓани Екосвест. Идејата не заживеа и системот на станици за изнајмување и враќање на велосипедите остана на почетните 5 локации. На јавното предпријатие Градски паркинг Скопје и тоа на јавните паркиралишта Треска, Градска болница, Општа градска болница 8 септември во општина Аеродром во зона Д3, за трговски центар Бисер и во катната гаража Македонска фаланга. Изнајмувањето почнува на пролет, а завршува на 31 октомври секоја година. Изнајмувањето чини 10 денари од час, додека месечна претплата изнесува 1500 денари. Одговорноста за одржување и сервис на велосипедите за изнајмување е на јавното предпријатие Градски паркинг. Со камерата на Прва Скопска излеговме на терен да забележиме колку граѓаните употребуваат велосипед. Според она што тие го изјавија, често употребуваат велосипед, особено повозрастните граѓани, но никогаш не изнајмиле. Да, возиме. А дали сте користеле некогаш од велосипедите што ги изнајмува град Скопје? Не сум ги користел. Во Велес да, во Скопје е овака, пешки. Значи не е проблем. Многу фино е, така се зачува и човечка околина и се. Не. Дали возите велосипед? Повремено, да. Дали сте користеле некогаш од велосипедите што ги изнајмува град Скопје? Не, ја имам убав точак. Дали има во Скопје велосипедски патеки убави за возење? Па, мислам дека не. За разлика од Холандија, од Швајцарија, од Данска, од Норвешка, од Шведска, од Германија, да не заборавиме и така. Возам, да. Јас доаѓам од Норвешка, таму употребуваме многу велосипеди. Значи, им препорачувам на граѓаните да возат што повеќе велосипеди. А дали сметате дека во Скопје има добри патеки за возење велосипед? Нема ни за автомобили, а камо ли за велосипеди. Да. Често? Не, ретко. Сте изнајмувале ли некогаш од град Скопје велосипеди? Не. А дали има во Скопје добри патеки за возење велосипед? Не, моментално нема. Граѓаните велат дека неуспехот на проектот Изнајми велосипед во Скопје можеби треба да се бара во недостигот на соодветна инфраструктура за користење на велосипед за секојдневно движење низ градот. Скопје располага со доволно велосипедски патеки, но проблемот е во нивната лоша поврзаност и нелогичноста на премините. Низ градот Скопје пред најавата на проектот Велоград во 2015 година има околу 60 км велосипедски патеки долж улиците, од кои 51 км се вклучени во проектот и требало да бидат реконструирани. Дополнително, долж кејот на реката Вардар има околу 21 км велосипедски патеки. Проектот требаше да заврши во 2017 година. Колку за споредба со другите поголеми градови во регионот, Нови Сад, Загреб и Љубљана, споделуваат позитивни искуства со изнајмување градски велосипеди, а Шпанија е глобален лидер во феноменот на споделување градски велосипеди, каде во 2013 година ваква услуга нудат 132 града низ земјата.
Снабдување со топлина Балкан Енерджи до 15 септември годинава на Скопјани им нуди можност за бесплатно приклучување во системот за топлинска енергија. Акцијата за приклучување, најавуваат од БЕК, ќе биде спроведена по принципот прв пријавен, прв услужен, а ќе важи за сите заинтересирани корисници кои имаат техничка можност, но не се приклучени на системот за топлинска енергија. Во минатогодишната акција од сличен карактер, можноста за бесплатно приклучување ја искористија близу 3000 корисници. Со новото намалување на цената на топлинската енергија за новата грејна сезона 2018-2019 од 3,1% се очекува интересот за приклучување на системот на централно грејење со топлинска енергија да се зголеми, велат од БЕК. За да ја искористат можноста за бесплатно приклучување, заинтересираните потрошувачи треба најдоцна до 15 септември да поднесат писмено барање за приклучување во некој од наплатните центри на снабдување со топлина Балкан Енерджи. За постапката за приклучување може да се информираат во Центарот за грижа на потрошувачи на БЕК на телефонскиот број 02 30 76 200. Поволностите од оваа акција важат само во објектите кои се приклучени на централниот систем за грејење и каде има техничка можност за приклучување на потрошувачите. Секоја дополнителна интервенција во мрежата и инсталацијата во објектот на корисниците ќе се наплатува согласно ценовникот на БЕК по 15 септември, а заклучно со 30 септември за повторно приклучување корисниците ќе плаќаат 50% од предвидените трошоци за оваа услуга, а од 1 октомври повторно приклучување ќе се наплаќа во целост, согласно важечкиот ценовник, потенцираат од БЕК. Комората на здравствени работници го одржа своето редовно годишно собрание, кое освен со изборот на нов председател, извршен надзорен одбор и одбор на честа, помина во знакот на актуелната состојба околу се поголемото намалување на бројот на вработени здравствени лица во земјава. Председателот на Комората на здравствени работници, Борис Георгиевски, смета дека обезбедување квалитет на здравствените услуги, подобрување на континуираната едукација на кадрите, обезбедување квалитетна лиценца и лиценцирање на кадрите во и надвор од Македонија, како и осогласување на законските обврски се приоритет во натамошните активности на Комората на здравствени работници на Република Македонија. Македонското здравство посочи, после сите падови и успеси, секогаш го има предизвикот да обезбеди квалитетна здравствена заштита за сите. Имаме голем број на предизвици кои што произлегуваат од обврските на Комората, каде што треба да го унапредиме квалитетот на здравствената услуга, да го подобриме континуираното едуцирање на своите кадри со цел поквалитетно извршување на здравствените услуги, од една страна, од друга страна да ги задржиме сите медицински кадри, од медицински сестри, акушерски, замни техничари, фармацевтски техничари, медицински лаборанти, радиолошки технолози, физиотерапевти да останат во Република Македонија, затоа што и како системи, како држава сме исправени пред предизвикот наместо да одат надвор од државата да ги мотивираме со повисоки плати, со поквалитетно нивно едуцирање, со лиценцирање на нивната работа за подигање на самиот квалитет, а истовремено да останат во Република Македонија. Како што истакна председателката на Националното здружение на медицински сестри, техничари и акушерки Велка Гавровска-Лукич, здравствените работници заминуваат во странство да работат поради ниските плати во земјава. Подолг временски период се намалува бројот на медицински сестри на работните места, се создава суфицитарен кадар со отворање на многу средни медицински школи, платите по долго време не се зголемени, нема степенување на платите, нема мотивација, а условите во кои тие работат не се секаде исти, посочи таа. Од Комората на здравствени работници упатија барање да се формира тело кое ќе ја регулира и контролира нивната професија и веќе се предложени измени во Законот за здравствена заштита. Најавено е дека во 2019 година ќе има измени во каталогот на занимања.
Јавното претпријатие на јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар Скопје од денеска започна со бележење на паркинг места и поставување на нови информативни табли на сите паркиралишта, со кои стопанисува претпријатието, со цел полесно, попрегледно и пофункционално паркирање во општина Центар, информираат од Паркинзи општина Центар. Од претпријатието вела дека почнале со работа од зона 0, а во наредните 2 месеца ќе бидат одбележани паркинг местата во сите зони, а старите информативни табли ќе бидат ревидирани и заменети со нови на сите отворени, затворени и резидентни паркиралишта, со кои стопанисува претпријатието. Потсапелира до жителите да имаат разбирање за наведените активности, бидејќи по завршување на бележењето на паркинг местата и поставувањето на нови информативни табли, ќе се добие подобра организација на паркирањето и ќе може да се користат добро уредени и безбедни паркинг места. Институтот за јавно здравје на Република Македонија им препорачува на граѓаните да се заштитат добро за време на летните горештини. На веб страницата на Институтот за јавно здравје се објавени препораки и совети за заштита. Тие препорачуваат од 10 до 17 часот, кога е најтоплиот период од денот, да се избегнува напорна физичка активност, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности, да се консумира голема количина течност, да се внесува помало количество храна која не содржи многу маснотии и шеќер, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа и да се престојува во затворени климатизирани простории на температура од 23 до 25 степени. Во препораките се наведува дека при престој на отворен простор треба да се прават почести одмори под сенка, да се избегнува престој во целосно затворени возила и директен престој на сонце, да се избегнуваат алкохолни пијалоци и пијалоци кои содржат кофеин, како и екстремно ладни пијалоци. Хронично болните, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, како што се наведува, потребно е да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата редовна терапија. За сите промени во здравствената состојба задолжително да го консултираат својот матичен лекар. Се препорачува при чувство на зашаметеност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка, да се консумира вода, да се побара помош, да се оди на постудено место колку што е можно побрзо и да се измери телесната температура. Пред употреба задолжително треба да се мијат свежиот зеленчук и овошје и да се прави термичка преработка на храната и нејзина консумација веднаш по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на 4 степени, а пред употреба да се загрее на 100 степени. Треба да се избегнуваат производи кои термички не се обработени, а особено да се внимава со консумација на сладолед и разни кремови, се истакнува во препораките. Високите температури негативно влијаат на здравјето на луѓето, при што се влошува состојбата на тие кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести и ментални нарушувања. Можат да се јават и акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем. Доколку тргнувате на пат во услови на зголемени температури, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира да посветите внимание на неколку работи пред да тргнете на пат за да имате безбедно патување. Пред тргнување од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира да се провери техничката исправност на возилото, посебно на уредот за управување и застанување, состојбата на пневматиците и електроинсталацијата. Не дозволувајте некоја скриена неисправност на возилото да ве изненади во текот на возењето. Тоа може да ве чини многу кога станува збор за вашата безбедност, а секако ќе ве чини и многу пари и време. Поради заморот, организмот ја намалува подготвеноста за проценка на ситуација и способноста за навремена реакција во сообраќајот. Јадете нешто лесно, бидејќи ако сте прејадени, ризикувате да ви се приспие и ризикувате стомачни проблеми. Понесете со себе доволно вода, а исто така треба да внимавате што ќе облечете на себе и на нозете.
Информирајте се за предностите на ноќното и дневното возење. Доколку е возможно, избегнувајте возење во текот на ноќните часови, без разлика на тоа што тогаш се помали турканиците, особено на граничните премини. Исто така треба да се води сметка за начинот на користење на клима уредот во возилото. Разликата во надворешната температура и температурата во возилото не треба да биде поголема од 5 до 10 степени. Идеално е да биде 7 степени Целзиусови. Препорака е возачот во текот на 24 часа да вози вкупно 9 часа, а без пауза најмалку 4,5 часа. После тоа се препорачува поголема пауза, минимум од 45 минути. Врзете го појасот, без разлика на тоа што може би ви пречи, ве гребе или слично. Според одредени истражувања, употребата на појасот на предните седишта го намалува ризикот од смртни последици при сообраќајни незгоди до 50%, а на задните седишта до 75%. Децата на возраст до 5 години задолжително треба да се возат во безбедносно детско седиште. Во општина Ѓорче Петров денеска почна големата акција за чистење на Скопје. Акцијата ја најави градоначалникот Петре Шилегов, кој рече дека ќе се чисти во соработка со јавните предпријатија Комунална хигиена и паркови и зеленило, во соработка со скопските општини, а ќе ги чистат сите градски и општински улици, како и парковите. Повеќе 110 вонредно ангажирани лица од страна на градот, заедно со луѓето кои што општините редовно ги имаат ангажирано, ќе влезат во секоја катче на општината, во секоја уличка, овдека во Ѓорче Петров и понатаму во останатите општини, со цел да го подигнеме нивото на хигиената во нашиот град. Акцијата почна од општина Ѓорче Петров со генерално чистење на улиците Ѓорче Петров, 4 јули и Социјалистичка зора, а ќе продолжи и на другите улици. Целта е да се подигне нивото на хигиената. Градоначалникот Шилегов рече дека секоја седмица ќе се чисти во различна општина. Започнуваме со општина Ѓорче Петров, ќе продолжиме со чистење во Карпош, Центар, Аеродром, Кисела вода, а потоа и во преостанатите општини на територија на градот. Шилегов додаде дека граѓаните се јасни и сериозни во своите барања околу чистотата на Скопје. Рече дека обврска на градот е да ги одржува улиците чисти, а обврска на секој од нас е поединечно да се погрижиме тие улици да останат чисти. Почитувани граѓани, ајде секој од нас да го даде својот придонес. Ние како град, вие како граѓани. Да го направиме поубаво секое место за живење. Онаму каде што живееме, онаму каде што работиме, онаму каде што учиме, да отфрлиме некои наши навики кои што ги имаме кога е комуналниот отпад во прашање, со цел заеднички да го направиме Скопје град за пример, град со кој што ќе се гордееме, град кој што ќе биде пример за како треба да изгледа еден чист град во регионот. Императивот мој како градоначалник, верувам на секој од вас и граѓаните и луѓето кои што сме овдека присутни денеска е да заштитиме животната средина и да го подигнеме нивото на чист град што е можно повеќе. На денешната акција за чистење во Ѓорче Петров присуствуваше и директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусамет Чабани и представници од општина Ѓорче Петров. Средството кое се користи при прскање на комарците во Скопје не влијае на здравјето на луѓето, изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Средството исклучиво ги третира комарците и останатите инсекти кои се јавуваат како штетни инсекти во овој период. Градот секогаш соодветно им соопштува на пчеларите да ги заштитат гнездата со цел да не дојде до истребување на пчелите, изјави Шилегов. Тој рече дека во изминатите денови се прскаше со средство од германската фирма Бауер и во изминатиот период беше направена негова анализа. Шилегов информира дека годинава климатските услови придонеле интензивно да се појават комарците. Дека и на 1 јули, на почетокот на месецот кога најчесто одиме на годишни одмори, температурата беше 18 степени и врнеше. Имавме сериозно долг врнежлив период, сериозно долго врнежливо лето. Наглото затоплување и сушење всушност представува основ за интензивно, односно зголемување на расплодување на комарците заради таквата масовна појава. Ние, иако претходно 2 пати веќе беа третирани комарците, дадовме по интензитет со цел да го заштитиме здравјето на граѓаните.
Градоначалникот Шилегов појасни дека мора да има соодветни услови за да се изведе прскањето. Тоа се најмалку 3 дена без врнежи и потоа и следните 2 дена да бидат без врнежи, за да не се измие средството кое се употребува. Тој соопшти дека постапките, процедурите и протоколите за третирање на комарците се резултат на институционална соработка, а не исклучиво на службите на град Скопје. Шимшировиот молец, кој втора година ја напаѓа матка и околината, ја нападнал и планината Водно, а градоначалникот Петре Шилегов изјави дека е предоцна да се прска бидејќи е поминат периодот на расплод. Годинава е согледана таа појава и додаде оти веќе е доцна за безпредметно да се врши заштита на тоа подрачје. Стручните служби на јавното предпријатие Паркови и зеленило на терен ја детектирале појавата на гасеницата, така наречена молец на зеленика во парк шумата Водно и дело Царај, која има штетен ефект на дрвјата. Службите во градот во текот на периодот кој што предстои ќе ги лоцираат точно местата со цел да во следната сезона го спречиме нападот на молците врз шумата. Добро е што станува збор за едно изолирано место, мало место и ќе бидеме во можност во наредниот период да спречиме евентуално оштетување повеќе на парк шумата Водно. Деветото издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс ке се одржи од 16 до 23 август на неколку локации во Скопје. Куршумлијан на платото пред Музеј на Македонија и во Музеот на современа уметност во Скопје. Како што велат организаторите, како и предходните години, Македокс ке донесе пресек на најновото и најкреативното во документарната кинематографија, сместено во повеќе програмски сегменти, како главна програма, нови автори, кратки документарци, студентска програма и 2 програми за деца и млади. Селекторката на главната програма на фестивалот Петра Селишкар на пресконференција рече дека во селекција се повеќе филмови од нови автори. На Македокс 9 ќе бидат прикажани 70 на филмови, ќе бидат присутни исто толку гости, а филмовите ќе се надпреваруваат за наградите Кромит за најдобар филм во главна програма, Млад Кромит за најдобар филм на нов автор, Кокарче за најдобар студентски филм, Сечкан Кромит за најдобар краток филм, а сите влегуваат во конкуренција за наградата за филм со најдобри етички идеи. Главна програма се содржи од неколку филмови што сакам да ги издвоим. Значи, Distant Barking of the Dogs е еден од најмотивните по мене филмови на фестивалот, кој што ќе ни покаже малце повеќе за тоа како е да се живее на близко до војна, преко детски очи. In Praise of Nothing на Борис Митич, кој што се враќа на Македокс со новиот филм, кој што voiceover му позајмил Иги Поп, да ни објасни све за ништо. Of Fathers and Son е исто така режисер од Сирија, таа Алдерки доаѓа на фестивал со новиот филм за како е ако си детето на ИСИС војниците. Грейс Джонс ќе ни покаже кој е уствари Грейс Джонс денес. Селекторката Петрула Велјановска истакна дека на нивно големо задоволство е тоа што ќе присуствуваат многу гости од Индија до Исланд, а ова издание ќе биде посветено на режисерите на документарни филмови. Одбравме 2 филма за отварање. Прво ќе биде краткометражниот филм Wi-Fi Плаза Куба, по кој што ќе следува долгометраж на Адриан Келтенборг, што ќе следува долгометражниот филм посветен на мачките во Истанбул со наслов Кеди на режисерката Сейда Корун. По филмската програма на отварањето ќе имаме исто така и концерт на групата Джими Барка Experience. Во рамки на фестивалот ќе се одржи фотографска работилница, а ќе се одржи и пикник на кој млади уметници ќе ги продаваат своите ракотворби.
Македонските универзитети и годинава не се рангирани на Шангајската листа на најдобри универзитети во светот. На листата на академско рангирање на светски универзитети за 2018 година, објавена денеска, се наоѓаат 1000 универзитети. На првото место, 16 година поред, е Универзитетот Харвард, на второто Стенфорд од САД, а на третото Британскиот универзитет Кембридж, пренесува МИА. Следните 10 најдобри универзитети се МИТ, Беркли, Принстон, Оксфорд, Колумбија, Келтеч и Чикаго. Универзитетот Цирих, кој е на 19-то место, останува да биде најдобро рангиран во Европа, а Копенхашкиот универзитет е второ место, односно на 29-то на Шангајската листа. На третото место во Европа е Универзитетот Сорбона, кој е 36-ти на листата најдобро рангирани високообразовни институции. Од земјите во регионот најдобро рангирани се универзитетите во Белград и во Атина, кои се меѓу 300-тото и 400-тото место, а Љубљанскиот, Солунскиот Аристотел и Атинскиот технички универзитет се позиционирани меѓу 400-тото и 500-тото место. Универзитетот во Марибор и Загребскиот универзитет се меѓу 500-тото и 600-тото место. На Шангајската листа е рангиран и Софискиот универзитет меѓу 900-та и 1000-та позиција. Шангајската листа, што секоја година ја објавува Универзитетот Цијао Тонг од Шангај, е една од највлијателните листи која ги рангира најдобрите универзитети во светот. Клучни критериуми за рангирање на универзитетите, меѓу другото, се бројот на објавени научни трудови во меѓународни списанија, бројот на добитници на Нобелови награди и Филдсови медали кои студирале на универзитетот или работат таму. Се трудевме во концепирањето на програмата да бидат опфатени и што повеќе градови каде што би се организирале настани во рамките на овогодинешното издание на Стучките вечери на поезијата и исто така да презентираме поети кои ќе бидат атрактивни и со своите поетики и со својот перформанс, со својот настап. Веруваме дека ова издание ќе биде наистина интересно, провокативно, ќе го предизвика интересот и на јавноста. Ако минатата година повеќе беше тенденцијата покрај оние млади таленти да презентираме многу повеќе звезди, како што беа Дуо, Хабиб Тенгур и редица други поети кои ги презентиравме, оваа година концептот е да представиме многу поразновидни поетики, еден нордиски фокус кој се поклопува и со добитникот на наградата Мостови на Струга, но и поети од, се разбира, од сите континенти. Тоа е единствениот клуч во канењето на учесниците поети во овогодишното издание. Годинашниот добитник на Златниот венец на поезијата е полскиот поет Адам Загаевски. Нас ни е гордост и чест што еден таков голем автор доаѓа токму од доменот на словенските литератури и што поезијата што тој ја создава е широко прифатена, така ја нарекуваат поезија по мерка на човекот, а всушност се занимава со некои од најдлабоките и најдраматичните теми врзани за човековата екзистенција. Темата на селидбеноста, обескоренетоста, невдоменоста, екзилот, прашањата на смислата на постоењето. Интересно е што тој го обединува во своето творештво и она што е филозофска запрашаност, меѓутоа и она што би го нарекле ангажираност во онаа најубава смисла на хуманизмот и на зачувувањето на една суштинска блискост до човекот. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму неделните прегледи на вестите.